Здраво, вие слушате Радио Канал 103. Ова е петото издание на емисијата ТВ 103, специализирана емисија на ова радио, за кое што ви говорам за најквалитетните ТВ серии кои што се актуелни во овој период, именно во текот на емисијата ги разглобувам на најмали сегменти и ви говорам за со аналитички пристап за сите тие спецификации кои што ги поседуваат, кои ги прават да бидат едни од најгледаните и најквалитетните кои се појавуваат во текот на изминатите неколку месеци. Денес ќе ви говорам за еден ТВ мини серијал кој што на најдобар можен начин ја прикажува пред се го прикажува пред се судирот на фамилиарните вредности кои треба да се посакуваат, како што е искреноста, поддршката и довербата помеѓу членовите на фамилијата, наспроти создавањето на услови за децата се разбира да може да се истражуваат себе си и да стекнат сопствен идентитет, и наспроти сите овие убедувања ги имаме сите болести на модерното американско општество, притајниот расизам, девалвирањето врз основа на финансиското ситуирање на класното општество, кое што раѓа секаков понатамошен анимозитет. Ќе ви зборувам за Little Fires Everywhere и за сето тоа што се крие зад иделичните семејни единици во американското предградие и колку лесно може тој илузорен американски сон да се претвори во ноќна мора. На почетокот на емисијата слушнавме 4 композиции од албумското ремек дело на Nirvana Nevermind, издадено 1991 година. Од овој албум слушнавме Smells Like Teen Spirit in Bloom, Come As You Are и Territorial Pissing. Ова е нивниот втор долгосвиречки албум по Bleach, издаден за Geffen Records. Албум составен од ненаминливи гранж химни со валкано дисторзирани рифови, поп мелодични линии и моќни акорди. Прв албум со Дейв Грол за тапаните, албум кој го популаризираше гранж движењето, се поврзува со секој човек кој, конкретно тинеџер, кој некогаш почувствувал бунт во своето тело, рефлектирајќи ја апатијата на младината низ ноти, претворајќи ги собствената анксиозност и депресија во гласноговорен мегафон на неговите слушатели, симплифицирана звучна нуклеарна бомба, од која што ќе ја слушнеме и композицијата Stay Away, а традиционално во секое издание на ТВ 103 слушаме по една композиција од Rage Against the Machine, заради тоа што на луѓето не им доаѓа памет. За оваа емисија ќе ја слушнеме Settle for Nothing. И потоа ќе слушнеме најава за ТВ серијата Little Fires Everywhere, по која што ќе ви говорам за незиното создавање и за техникалиите кои што се врзуваат со незиното постојање. Доколку сте љубители на мелодрамата и ве интересира да погледнете што се случува зад белите огради на Shaker Heights, тогаш вие сте на вистинската фреквенција, која планира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие притаен меѓусвет, кој го содржи се вкупното човечко искуство, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето со помош на своите продорни сознанија. Останете вклучени, затоа што започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е петото издание на емисијата ТВ 103. Со Златко Ѓелевски ви говорам во текот на ова издание на емисијата за ТВ серијата Little Fires Everywhere, која што е ТВ мини серијал која се базира на истоимената новела Little Fires Everywhere на Селесте Н.Г. Серијата е создадена од страна на креаторката Лиз Тиглер, која е застапена во ТВ индустријата изминатата деценија, продуцирајќи серии како Revenge, Life Unexpected, Once Upon a Time, Nashville, Bates Motel, The Astronaut Wives Club, The Morning Show и Casual. Нејзината премиера на Little Fires Everywhere беше на 18 март 2020 година и серијата се состои од 8 епизоди
со време траење од 53 до 66 минути, значи околу 1 час, што значи дека за да ја погледнете во целост ќе ви бидат потребни 7 часа и 43 минути, значи скоро 8 часа се потребни за гледање на овој мини серијал. Hulu се стриминг платформа кои имаат практика да пуштаат мамет со секоја серија, односно премиерно да емитуваат пакет од епизоди, што во случајот на серијата беа првите 3 епизоди и откако ќе добиете здрава 3-часовна доза од серијата и завршите со клифхенгер, секако дека ќе сакате да ги погледнете и останатите епизоди кои што ќе ви ги понудат. Откако ги емитува првите 3 одеднаш, секоја наредна недела беше објавена нова епизода, завршувајќи ја сезоната за речиси 1 месец по емитувањето, односно на 22 април оваа година. Ова е метод на компромис на двата начина на приложување на една серија, вклучувајќи ја и компактната практика на стриминг сервисот и кабелската практика на епизода за епизода, односно пракса на недела за недела, што го намалува време траењето за чекање и комплетирање на арката на сезоната, но при тоа на почетокот добивате 1/3 од серијата, што е корисно за откривање дали ќе останете со некоја серија или па ќе се откажете, затоа што одредени пилоти знаат да бидат измачувачки и измамувачки. Сега, ако не ви се допадне, сте изгубили еден долгометражен филм, ништо страшно, но не знам кога нема цикличната епизода 70 Cents да го мотивира да ја гледа серијата понатаму, заради тоа што е одлично создадена и технички добро подготвена да биде трета епизода до оваа сезона. Меѓутоа, мојот принцип беше да не ја гледам додека излегуваше оваа серија, туку да ја чекам да се комплетира, па потоа да ја гледам во зависност од моето слободно време, но главно поради тоа што знаев дека клифхенгерите и прелевањето на епизодите може да биде непотребен предизвик за чекање, а недела едночасовна доза и тоа како е доволна, така што го оправдувам и едниот и другиот метод. Имав голем број на други серии за гледање, фати пандемијата и оваа серија ми го привлече вниманието, но не сакав дифузно да биде гледањето, па затоа одлучив комплетно да и се посветам што ми излезе и ја изгледав за 2 дена. Во поглед на дидаскалиите на серијата, тие се ситуирани во доцните 90-ти години на минатиот век, во предградието на Кливленд, Охајо, именувано како Шейкер Хајтс, во кое Риси Витерспун и Кери Вашингтон глумат две мајки на две семејства во различни социоекономски стадиуми. Сега, Риси ја глуми новинарката Елена Ричардсон, која што изнајмува куќарка на новодојдената уметничка Мија Уорен, глумена од Вашингтон, која заедно со незината ќерка ја изнајмува куќарката и се воспоставува релацијата помеѓу двете семејства, која ќе нанесе турбулентни промени во динамиката на двете фамилии. Имено, Елена е типична обсесивна компулсивна мајка од предградијата на Америка, значи зборуваме за тоа идеализирано предградие каде тревниците мора да се скратат пред да порасне тревата над 10 см, затоа што казна ќе добијат некои собственици, кај што сите проектираат идилични семејни животи зад белата ограда, иако воопшто не е така, бидејќи трулежот е длабоко засаден во секое едно од нив, меѓутоа е добро прикажан со целофанска, пред се прикриен со целофанска фасада. Погледнете го Blue Velvet на Дейвид Линч или пак спотот на Soundgarden Black Hole Sun и ќе ме сватите за што зборувам. Наспроти овие квази аристократски домови на високата средна класа се наоѓа самохраната мајка која бедуински патува од град во град со незината ќерка, започнувајќи го одново животот на ново место, преспивајќи во автомобил и преживувајќи со тоа што го има на располагање. Иако во незината врска со ќерката можеме да забележиме дека има искреност и разбирање, Мија не сака таа да се приврзе за луѓето од градот, затоа што најверојатно повторно ќе мора да го напуштат местото, затоа што таа умее да ги запали сите мостови кои ќе ги изгради за себе. Не е
класната поделба е единствената причина за оформување на тој јаз помеѓу овие две семејства и наводното пријателство кое ќе треба да ги премости овие различни начини на живот, привилегии и удобности кои едните ги имаат во изобилие, а другите воопшто не ги поседувале. Сега, врз основа на нив и се базира нивното животно искуство. Ликовите постепено се категоризираат во нивните типизирани подрачја, што знае да ги оквалификува со особености кои се стереотипни за нивно припаѓање, кои не ги поседуваат, но ниту пак ги се поистоветуваат со нив. Ентер расизам. Еден од најголемите непријатели на денешницата. Кога политичката средина ќе го подели глупавиот народ на наши и ваши, за да може подобро да го контролира, неизбежно е да се создадат мали групации на истомисленици кои ќе се здружат за неважни поединости кои би ги зближувале, не сваќајќи дека секој е индивидуа сама за себе, која па исто така ги сака сите работи кои што и сите други ги посакуваат. Да ја доелаборирам фасадата на предградието. Жителите на Шејкер Хајтс наводно се гордеат дека се населба со првото интегрирано училиште, да речеме, а се обидуваат на секој можен начин да ги држат понастрана учениците кои не се со бела боја на кожата од привилегираните мамини и татини синчиња на богатите, за кои иднината е предодредена да одат на престижните факултети, а другите да се снаоѓаат како што знаат и умеат. Ентер робовладателство. Мија и незината ќерка се афроамериканки кои доаѓаат да живеат во оваа населба, која сака во светот да проектира слика дека има соживот меѓу сите раси, а всушност екзистира притаен расизам, кај што белите во наводница се обидуваат да им помогнат на црните во наводници, за да се чувствуваат подобро дека направиле добро дело. Ако почнам да ги набројувам сите расистички оквалификувања на кои ќе посведочите во серијата, ќе ми требаат уште 3 епизоди минимум на TV103 за да посочам само половина од тоа што се гледа, а не сето тоа што е сугерирано во позадина. Доколку е тоа што доволно ќе биде се избивам тоа што за роден ден на посвоено кинеско девојче организираат прослава со кинески колач и со порака. Ќерката на Елена го краде неправедно подценувачкото искуство на училиштето на ќерката на Мија Прл и го поистоветува како свое само за да може да напише есеј за тоа што поминала таа, за да ја прифата на Јейл, а да не зборувам што истата ученичка ќе направи со името на Прл Уорен, купувањето на облека и купувањето на велосипед како употребени како цел за да се купат туѓите симпатии, но коренот на севкупниот расизам лежи точно во Елена, која што со незиниот пред се подценувачки и добродетелен однос се обидува да и отворени и затворени наводници во помогне, заради тоа што многу условно го кажувам овој збор, пред се да се интегрира Мија, а всушност таа комплетно ја подценува и ја декласирање. Од подавањето на самото пире додека јадат на Прл, насреде самото јадење, желбата на ликата и прилика на Елена, ајде така да ја наречеме, Лекси Ричардсон, низината ќерка, која оди до таму што сака да биде дел од групациите на интегрирани здруженија, само за да има поугледна апликација за на Јейл, до најмувањето на Мија од страна на Елена за измеќарка. Тука нема да употребам наводници заради тоа што таа и намена ја декларира овој збор, класифицирајќи ја со политички коректниот термин без никакво значење куќен менаџер. Тоа само неколку од символичните расистички оквалификации кои што се опфатени на визуелен план на серијата, но тоа се всушност тие мали огинчиња кои се распространети насекаде, кои кога ќе се обединат вевнуваат во еден обемен пламен кој може да ја сотре целата населба.
На фамилиарното рамниште, мајчинството е круцијална тематска целина на серијата, во која и двете мајки не само што имаат премолчени тајни од минатото, што не сакаат нивните семејства да ги дознаат, туку имаат различен пристап на родителување, со тоа што едниот продуцира послушна и доверлива Прл, која ќе започне да ја лаже нејзината мајка и останатите 4 деца на Елена, сите со нарушен однос со нивната сезнајна мајка, од кој едната е бледа копија на сите нејзини негативности, маскирани се разбира како добрини, момците се посесивни и површни, а Изи има проблеми со насилнички на училиште, со сексуалната ориентација и е црната овца на семејството, односно аутсайдерот на целофанската населба, ако можам така да ја наречам. Мајчинството не се вреднува со квантитетот на децата, туку со квалитетот на доблестите со кои тие ќе бидат подучени. Помошта која безрезервно и безусловно ќе им биде дадена од страна на мајките, како и односот со нивните животни партнери, кои, да не почнувам да набројувам колку е катастрофален, што говори за тоа дека под фасадата на овие мајки имаат плејада на демони со кои не сакаат да се соочат, туку ги потиснуваат во заборав подалек од реалноста. Little Fires Everywhere е еден голем флешбек, затоа што започнува во куќата на Елена, која е вивната во пламен, и севкупната серија е едно ретроградно навраќање на тоа каде лежи искрата за започнување на огнените јазли кои го проголтува домот на Елена. За да дознаете што се случува во корелацијата помеѓу овие две фамилии, а и за ликовите кои што се инволвирани подетално во нив, останете со во текот на емисијата за да ја слушнете подробната анализа. А тука ќе направиме една кратка музичка пауза. Во продолжение ќе слушнеме 4 композиции кои што се наоѓаат на албумот на Nick Cave and the Bad Seeds, Henry's Dream, од 1992 година, седми негов долгосвиречки албум, по според мене неквалитетниот The Good Son од 1990-та. Овој албум е издаден за Mute Records, каде што Ник Кейв не бил задоволен од продукцијата на Дейвид Бригс, кој инсистирал на лайв рекординг методот кој што го применувал. Меѓутоа, Ник Кейв е под силно влијание на уличните музичари од Бразил, кои според него ја земале гитарата во рака, без разлика што неколку жици фалеле, и фуриозно и енергично свиреле на неа, без да знаат што прават, но со неизмерна страст. Па затоа сите композиции на овој албум се водени од силен трзај по акордите на акустичната гитара, така што од Henry's Dream во текот на емисијата ќе слушнеме композицијата Papa Won't Leave You Henry, I Had a Dream Joe, Brother My Cup is Empty и Jack the Ripper. Потоа се враќаме во етер да ви говорам за ликовите и за актерите кои што ги изведуваат улогите во Little Fires Everywhere. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е петото издание на емисијата ТВ 103, посветено на ТВ серијата Little Fires Everywhere. Во овој сегмент на емисијата ќе ви говорам за ликовите, односно за улогите кои што ги играат актерките и актерите во оваа серија. Ќе ги групирам на две формации, со тоа што првата групација ќе видат ликовите кои што живеат од фамилијата Ричардсон, а другата групација ќе виде на ликови од семејството Уорен. Започнуваме со Риси Уитерспун, која што ја знаеме од ТВ серијата The Morning Show, од Big Little Lies, филмовите Wild, Mud, Walk the Line, Legally Blonde, Little Nicky, American Psycho, Cruel Intentions, Fear и Freeway. Така што има глумено дури во жанровски филмови кои ви рекол, и тоа кој е поинтригантни. Таа ја глуми Елена Ричардсон, односно таа е новинарка, газдарица и мајка на 4 тинејџери, која живее во вила во идилично предградие. Сега, таа е носител и двигател на доста проблематично однесување, кое содржи притаен расизам, некаква идилична представа за однесувањето на незините деца, со кои нема воспоставена основна комуникација,
го условува сопругот на планирани термини на секс, односно 2 дена во неделата, и ако премине полноќ, ништо од таа работа. Риси е потполно погодена за оваа улога, која е логично продолжение на незината малограѓанска улога во Big Little Lies, глумејќи ја градската алапача, односно зборувачка, која смета дека има контрола врз незиниот површен живот, кој е далеку од идеалот кој го проектира во околината. И налик Елена, таа е шуплива персона, која ги крие вистините кои не сака другите да ги дознаат, но тука подмолните практики ги прикрива со незината новинарска професија, со која воспоставува релации со подметување на секаде, користејќи ги луѓето само за услуги. Незиниот округ на пријателки, односно очајни домаќинки, е составен од суетни кокони кои за секого имаат исковано план како да живее, сметајќи дека нивниот животен пат е најдобар. Риси глуми неукост во незината улога со финоќа, заради тоа што овој типизиран лик веќе го има разработено претходно Big Little Lies и едноставно овај е најблиску до досегот на актерска изведба која што може да ја постави. Така што незината функција и улога е оправдана. Джошуа Джексон, кој што глуми во The Affair, во ТВ серијата When They See Us, во Fringe, во Shutter, во Dawson's Creek, во The Safety of Objects, во Cruel Intentions, во Urban Legends, во Scream 2 и во Apt Pupil. Во оваа серија го глуми Бил Ричардсон, односно сопругот на Елена, кој што е адвокат, кој е резигниран кога се во прашање домашните односи, си ја брка работата и негово право светло го гледаме кон крајот на серијата за време на судскиот процес, кај што наместо да биде подмолен како неговата сопруга, дозволува да го задржи достоинството на Мија, што сведочи за енормно поголемата доза на човечност за разлика од неговата користољубива сопруга. Тој исто така открива за незините притаени посети на поранешниот дечко, што на неверството, на ниво на неговите надпревари по голф дефинитивно не може да се мери. Типичниот сопруг од предградието, кој има фрлено око на првиот поглед на Мија, со оглед на тоа што рестриктивни се либидоносните изблици како адвокат, може да забележиме дека апсолутно врска нема од уметност, но уште од првиот миг ја предупредува сопругата да не ја прима Мија во нивните животи, заради тоа што има многу мистерии кои што не се разјаснети за неа, меѓутоа неговата сопруга и дава шанса. Меган Стот, која што претходно има глумено во кратки филмови и ќе глуми во Yes Day, ја глуми Изи Ричардсон, најмладата ќерка на фамилијата Црната овца, отпадничката на сите кружоци, девојка која што се бара себе си при артистичката експресија, покажува непослушност од наметнатиот изглед на малска барбика од страна на мајката, која не го ни сакала четвртото забременување. Чувствувајќи се отфрлена, отпадничката има најголеми проблеми на училиште по случувањето со незината сега веќе популарна BFF од страна на незиниот окружок, со која не се дружи, откако насреде Seven Heaven се бакнале. Меѓутоа, бакнежи од кој другарката се срами и се однесува како класичен були, накривувајќи ја дека е лесбијка и дека ја има таа неја нападната, лепејќи ја секоја погрдна етикета која што може да ја направи самата да се чувствува подобро со себе си. Единствено то разбирање го наоѓа во Мија по уметничка линија се разбира, но и таа блискост доаѓа со цена. Джейд Петижон, која што може да ја забележиме, се извинувам, во Сиберг, во Дедвуд филмот, во Destroyer и често епизодиска во ТВ серии, ја глуми Лекси Ричардсон, односно најстарата ќерка.
наводно одлична ученичка која смета дека заслужува да оди на Јейл, без разлика на цената која треба да ја плати, газејќи го интегритетот на Прл, искупувајќи се со купување на фустан за неја. Се разбира, тоа е нејзиниот начин на кој што таа размислува. Таа е олицетворение на сите површни карактеристики на нејзината мајка. Дури има дечко афроамериканец за другите да мислат дека таа е напредна, како што мајка и чекорела на протестите на Мартин Лутер Кинг некаде во далечината како дете. Да речеме дека било така. Гевин Луис глуми во Prince of Peoria и во In Searching, како не се лажам, и тој е епизодист во доста серии. Тој го глуми во оваа серија Муди Ричардсон, најмладиот син, кој што е повлечен, непосакуван од спротивниот пол, кој очајно сака да биде со Прл, изнајмувајќи го кој знае колку пати Before Sunrise за да го гледаат. Меѓутоа се обидува нејзината љубов да ја купи со подароци, слично како и тоа што го прави Лекси, иако е френдзониран, додека неговиот брат спие со неа. Се јавува љубомора и раздор во самата фамилија, но и тоа е одлика на привилегијата која имаат членовите на ова разгалено семејство, кои сметаат дека едноставно имаат право на посет врз другите подредени луѓе, нарцисоидно заслужувајќи све што ќе посакаат и што ќе им биде подадено на сребрен послужавник. Преостанува уште Джордан Елсас, кој што глуми во People with Issues, во Discreet и во Macabre. Тој е Трип Ричардсон, односно најстариот син, популарен спортист, типизиран лик на Джок, кој нема никоја голема, никаква арка нема во оваа серија, освен тоа што постојано го задева неговиот брат, спие со неговата посакувана неостварена љубов Прл, и неговото инволвирање во серијата се лимитира буквално на тоа. Сега од другата страна, неколку куќарки подолу, ја имаме Кери Вашингтон, која што глуми во Скандал, Django Unchained, The Dead Girl, The Last King of Scotland, Boston Legal, Fantastic Four, Ray, Мистери и Мисис Свитни и други филмови серии. Таа е Мија Уорен, талентирана фотографка, артистка на која работи со мешани медиуми, која преку ноќ работи како келнерка, а попладне изигрува куќна помошничка на Елена и нејзиното семејство. Таа и нејзината ќерка се вселуваат во куќарката која изнајмува Елена, но релацијата со газдарицата постојано се комплицира, затоа што доаѓаат од два поларни опозити од светови. Таа ги мрази привилегираните разгалени белци, презир, кој исто така може да се класифицира како притаен расизам, но има мигови кога тие се сближуваат, како по одржувањето на клубот на читателките, но и инстанции во кои едната оди зад грб на другата и нанесува енормна штета на семејството со обелоденување на тајните кои се кријат во двете семејства. Таа е поблиска со ќерките на Елена отколку со нивната мајка, што е блиска со нив, наоѓајќи им се при абортусот и училишните проблеми, но не заборавајќи да ги подсети на недозволивото искористувачко однесување, кое таа нема да го толерира, а овие одлики ги имаат подучени од нивната мајка. Таа се спријателува со колешката Бебе Чао, поради начинот на кој двете мајки не сакале да се откажат од нивните бебиња, но во исклучителни услови било тестирано нивното мајчинство, па затоа во дадената ситуација Мија го продава своето минато за да обезбеди иднина за бебе и незината ќерка Меј Линг, која ја остава во дадена ситуација пред во смрзнувачка зима пред пожарникарната служба и една година подоцна се обидува да ја придобие назад, а во таа една година таа веќе е ставена за посвојување од страна на една од богатите фамилии од населбата. Но во корумпираното супство секогаш победуваат тие што имаат пари. Резигнирана е и фригидна е во актерската изведба Мија, но исто така знае да избувне кога буквално треба под оклопот која дистанцира
околината во која не сака да се асимилира очигледно. Затоа и постојано се сели од едно во друго место. Лекси Андервуд, не знаејќи дали бега од повеќе од минатото или од сегашност, се извинувам, Лекси Андервуд, односно најчесто глуми епизодистка во Walk the Prank и Person of Interest. Таа ја глуми Перл Уорен, ќерката на Мија, која има голем потенцијал на училиште, пишува поезија и се запознава со обкружувањето, благодарение на френдзонираниот Муди, кој мисли дека може да го купи незиното срце, но наместо тоа таа завршува со неговиот брат, подучен од незината мајка дека сексот е имперсонален. Таа е послушна и културна, но штом се сплетка со Ричардсонови, почнува да ја лаже мајката од решениот проблем за повторно положување на положените испити по математика до купениот фустан од страна на Лекси. Од погрешна личност таа го дознава своето минато. Има неколку, ќе парафразирам неколку цитати кои што, реплики кои што мене ми оставија конкретно впечаток и кои што сметам дека најдобро говорат за енергичната изведба пред се за конфликтните ситуации во кои што се ставени самите ликови, во кои што една од нив е ситуацијата во која Мија говори дека вика, јас ги фотографирам луѓето такви какви што се, а не такви какви што сакаат да се видат, одбивајќи да биде фотографка на свадби, каде што таа пластичност во која што е убедена дека е реалност, Елена не е реалноста во која што верува Мија и затоа потенцира дека нема намера да ги задоволува нивните суети. Со тоа што за другата мајка, незината ќерка ќе коментира, мајка ми верува во тоа што сака да верува, не во тоа што е. Во нивниот конфликт Мија и потенцира, ти не си направила добар избор, тебе ти биле понудени добри избори. Белите жени секогаш сакаат да бидат пријателки со слугинките, што е една од тие одлики во сите филмови од минатите децении кои што сме можеле да ги погледнеме. Од друга страна па на Мија е сугерирано од страна на една стара познајничка тајните те чуваат да бидеш осамена, што говори па повеќе за незиниот процес на дистанцирање од секоја локација каде што таа ќе се всели со незината ќерка. Тука направиме уште една кратка музичка пауза, продолжение ќе ги слушнеме Pixies со неколку композиции кои што се наоѓаат на албумот Bossa Nova од 1990 година. Во текот на TV103 во оваа сезона ќе слушаме музика исклучиво од 90-тите, па затоа преслушуваме музика од овој албум, иако би избрали да слушаме и од албумите на Pixies од 80-тите. Ова е третиот нивен долгосвирачки албум по Doolittle, односно по одличните два први албуми по кои се препознаени, но овој албум веќе се начнува раздорот на бендот со оглед на тоа што басистката Ким Дил е во Лондон заедно со Бени, снимајќи го албумот за The Breeders, а останатиот дел од бендот го работи албумот кој е под силно влијание на surf rock, воочливо уште од воведната тема, како што ќе може да слушнете, и space rock, доволно со доловено пред се со вметнувачки теми на вонземјанската инвазија. Албумот има многу проблеми за снимање, со оглед на тоа што во студио по 6 часот миксетата фаќала фреквенција од пиратско радио и не можеле да се снимаат, а гитарските појачала имале шум во нив која ќе се уклучеле, така што Нортон и Сантиаго го бараат продуцентот Рик Рубин на помош, кој им помага да го доснимат албумот во друго студио. Албумот е издаден за 4AD и Електра. Од Bossa Nova ќе слушнеме воведната тема Cecilia N, односно обработката на The Surfones, потоа ќе следува Rock Music, Veluria, ако имаме време, Alison, Dig for Fire и Down the Wall, извинете. Уживајте во музиката на Pixies и потоа се враќам да ви говорам за одредени спецификации на ТВ серијата Little Fires Everywhere. Вие слушате радио канал 103, ова е петото издание на емисијата TV103, специализирана емисија посветена на квалитетните ТВ серии кои што ги добиваме во последните неколку месеци, а во текот на оваа емисија ви говорам за Little Fires Everywhere. Конкретно за крајот на емисијата сакам да споделам неколку
информации во поглед на спецификациите за самата серија. Именно најавата не ми е проверен фактот, но најавата ми делува како да е работена од екипата која ја правеше најавата за American Gods и мал број на други квалитетни најави, така што тие немаат направен утка. При горењето на фотографиите од домот може да потенцирам дека најдобро алудираат на случувањата кои се одвиваат во куќата, кои предстојат да бидат проследени и откриени во текот на серијата, така што е одлично и примамливо најавување за сето тоа што следува. Поглед на режисерите, серијата ја режираат тројца, половина режира Лин Шелтон, која го снима и пилотот, а другата половина ја делаат Нзинга Стюарт и Майкл Вивер. Сега, тројцата знаат да се справат со снимањето на семејните мелодрами, ја задржуваат конзистентноста, затоа што нема голем пад во раководењето на светлото во интериерите, кои се воспоставени уште од самиот пилот. Марк Ишрам ја работи музиката, тој е композиторот на оригиналниот The Hitcher. Ја работи музиката заедно со Изабела Самерс, клавиатуристката на Florence and the Machine, со која создаваат интригантни композиции со свита за гудачки инструменти и пијано, кое станува меланхолично во текот на сезоната, а искористуваат ударни инструменти да акцентираат ритмичка промена во текот на композициите, но на самиот саундтрак има и обработки на реминесцентни песни од 90-тите во разводената поп верзија од страна на Джудит Хил, Бел Сейнт, Рубија Манфу, Лорен Рут Ворд, кои иако не ми се допаѓаат, мило ми беше што ги слушнав, затоа што се песни од времето кога јас сум растел и се дел од 90-тите, така што не одбивам да слушам Фил Колинс и Cure во ниту една верзија, па макар и да е најлошата. Во поглед на сценографијата имаме класичен судир на елитната вила во домот на Елена и куќарката која што ја издава Мија, која пред се служи за како нејзино уметничко ателје. Во поглед на кадрирањето, искористено е дневното светло во голем дел од кадрите, но исто така и блискоста и дистанцата меѓу ликовите е доловена во двоплановите, но исто така и се акцентира емоционалниот набој испишан на лицата во крупните планови, а и во дадени ситуации ги гледаме шесточленото семејство на Елена во удоловено и уловено во еден широк план, што е голема реткост, меѓутоа таа блискост на ликовите не говори за нивната емоционална поврзаност. Тревор Форест и Джефри Валдрон се снимателите на фотографијата. Во поглед на монтажата имаме тројца монтажери кои во богатото сценарио успеале да го задржат ритмот на овие долгочасовни епизоди, исполнети со значенско дејствие, кои го задржува вниманието, но има и неколку циклични решенија и паралелизми кои се доста ефективни, посебно во судирот на световите на Елена и Мија. Поглед на костимографијата не видов преголемо акцентирање на облеката од 90-тите, посебно некај децата, но слушнав дека имале dial-up во училиштето. Факс машините се уште се користат кога работат, кога не. Дури има фотоапарати за една употреба, значи и Walkman. Имаше неколку одбележја на 90-тите кои што беа расфрлени на секаде во серијата. Поглед на надприродните елементи ги нема, освен ако коинциденцијата не се брои во нив, но затоа па има насилни кошмари, кои што еден од ликовите ги сонува. Во поглед на хуморот, најчесто е забележлив во пародизирање на Елена на нејзината работа и најчесто околу неа се испукани комичните реплики, како и помеѓу младите се разбира на училиште, меѓутоа земете предвид дека хуморот е ригиден во оваа серија. Во поглед на ефектите забележлени се визуелните за вивнување на куќата во пламен. Поглед на стилизираниот јазик, има сленг кај афроамериканците, но најчесто се држат до литературниот јазик и секако БВС има соодветен нагласок.
поглед на недостатоците. Има неколку недоработени типизирани ликови на епизодисти кои не се целосно искористени во корелација на семејните кавги. Мене искрено ми делува како да се декор повеќе отколку како да имаат некаква си функција. Нема некоја дистинктивна визуелна одредница на фотографијата. Не знам колку ликовите созреваат или само се поместени во однос на новонастанатите ситуации од една во друга сцена повлечени, кои не верувам дека се менуваат ментално, туку само физички, ако може тоа така да го посочам. Поглед на континуитетот на епизодите, со оглед на тоа што јас се изгледав за 2 дена и немав никаков проблем да поверувам, да го проверувам времетраењето насреде едночасовната епизода, која е спакувана со обемно действие. Немав проблем да го дадам вниманието и континуитетот беше задржан според мене. По запознавањето со ликовите се јавува евентуално тоа судење на мајчинството како додатна клисура на действието и се запознаваме со матното минато на ликовите во флешбеците, така што исполнета е содржината со постојано надоградување на действието. Конфликтите се на спротиставеностите ги има колку ви душа сака во оваа серија. Поглед на адаптацијата, тука веќе имаме неколку аспекти кои што морам да ги потенцирам. Има неколку големи и помалени интервенции од адаптацијата на книгата, како што на пример во книгата Мија и Прл не се ни афроамериканки, а расизмот е ставен во преден план во серијата, иако во книгата авторката не знаела како комплетно да ги разработи овие теми. Изи не е геј во книгата, туку има булис за тоа што е аутсайдерка, а со оглед на тоа што Мија е бисексуалка во серијата, создава уште едно рамниште на поврзаност со Иси. Елена повеќе пати се навраќа на нејзиниот поранешен дечко, отколку во книгата, а во серијата Мија оди јавно да сведочи за нејзината соработничка, да може да го врати детето, која иако во книгата ја има поддршката од неја, не е искористено нејзиното сведоштво за засилување на драматуршките агенси во борбата на препукување со Елена. Ја кажува тајната на Перл за нејзиното потекло, а не мајката како во книгата, на пример. Сликата на Мија во книгата е откриена од страна на Елена во музеј, а не во домот на Мија, а во книгата е опфатен период на одвивање на настаните од неколку месеци. Меѓутоа во серијата е решено тоа структурално прашање за неколку денови, како што треба, но најголемата разлика пред се е во епилогот, кај што во книгата само еден лик символично ги пали креветите на луѓето кои неправедно ја третирале Прл, а во серијата има групна пироманија. А во поглед на интертекстуалноста, односно на интермедијалноста, тука морам да ја потенцирам музиката од 90-тите, дека си има еден интермедијален потфат, затоа што во позадина постојано одекнува некоја си композиција која што е реминесцентна за 90-тите. Дали тоа е Waterfalls, дали ќе биде Чамба Вамба, на некоја се забава, едноставно се присутни се одредени теми кои што се ги символизираат 90-тите за добро и за лошо. Поглед на атмосферата, гледливост и убедителност, убедителен е перформансот и на Риси и на Кери и останатите споредни ликови. Действието, иако не е со кој знае какви препознатливи аспекти, мелодрамата нема кој знае каква атмосфера, освен во обрануваните расправи и сентименталните сцени, и доста гледлива е оваа серија, нема допирни точки со сапуниците, иако таков живот сакаат да имаат привилегираните ликови во поглед на сериите кои што реалити ТВ шоуата кои што ги гледаат. Big Little Lies може би е најсоодветен пандан на оваа серија. Во поглед на епилогот, кој е и самиот почеток, така што нема изненадување дека целата приказна ќе се вивне во пламен. Единствено, кој ќе биде пироманот во изведбата, поставува прашањето, што уште од првиот кадар се посомнува во интерна работа, меѓутоа во некој од членовите од семејството, без да ги имам запознаено, што и не е некој голем исчекор од непредвидливото, искрено. Поглед на евалуацијата, од мене има 8 од 10, така што говори за
солидна актерска изведба, експонирање на токсичните проблеми на американското општество и пред се комплицираните релации кои се воспоставени помеѓу мајките со матното минато и останатите членови на фамилијата. Иако серијата е смела, пред се на рамниште на полова, расна, сексуална определба, по мој вкус, доколку би погледнал повпечатлива фотографија, радикални мерки применети врз ликовите со загрозување на нивните животи, би имала поголема оценка, но без нив држи без тоа многу солидна евалуација. Во поглед на продолжение, искрено би сакал да погледнам како Елена и низината фамилија повторно би живееле во куќарката и каде би оделе Мија и ќерка ѝ, но ако не се во непосредна близина, нема потреба да следиме два засебни наративи, така што не гледам простор за легитимно продолжение, освен ако писателката не ги измисли или хулу не речат по секоја цена да се создаде. Зашто ќе бидат критикувани од моја страна, но негативно. Little Fires Everywhere е серија која говори за спротиставени родителствувања, за расизам во наводно иделично предградие, за класна поделба, за абортус, за посвојување, за различности, за различноразни родители, за сексуално истражување на coming of age тропи и што уште не. Така што ако сакате да дознаете што се случува зад овие бели огради на Shaker Hills, моја препорака е да ја погледнете Little Fires Everywhere. За крајот на емисијата ќе слушнеме неколку композиции од Марк Ишам и Изабела Самерс, односно теми кои што се составен дел од самиот скор на оваа серија. Вие го слушавте петото издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализира погодностите и недостатоците на Little Fires Everywhere. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабенски поглед во значењето на актуелните ТВ серии. Доненото издание на TV103 гледајте ТВ серии.